Бегалците кои секојдневно влегуваат во земјава по прогласувањето на кризна состојба имаат право да одлучат во рок од 72 часа дали ќе ја напуштат државата, побараат азил или бидат транспортирани кон север. Единствениот безбеден транспорт за државна територија како и населението останува возот. Одлуката за превоз на бегалците од завојуваните подрачја кои секојдневно влегуваат на македонска територија од Оправувачкиот комитет ја потврдија и државниот секретар на МВР при последната посета на кампот за бегалци кај Гевгелија. Смета дека одлуката е исправна и треба до крај да се почитува од сите. Сами мигрантите одлучуваат дали ќе ја напуштат државата или ќе аплицираат за азил. Користењето на воз е ради безбедносни причини и цената е подеднакво иста како во сите останати земји ако сметаме цена по километар. На оваа одлука, бегалците да се транспортираат со воз најбурно реагираат такси и автобуските превозници од Гевгелија. Одлучија да бойкотираат на граничниот премин Богородица. Преминот сега функционира само по неколку часа во денот. Покрај интензивните протести на грчките земјоделци и блокадите на евзони, кои си ги бараат нивните права. Блокади има и на македонска страна. Налутените таксисти ја држат по 2 часа дневно границата затворена. Се надеваат дека некој ќе попушти. Ке се смени одлуката, па така и тие ќе возат бегалци кон Табановце.